ќе има доста стендап комедија, ќе има одредени анекдоти, приказни од Тетово, извадоци од книгата на господинот Бранислав Светозаревиќ, првата книга на господинот Бранислав Светозаревиќ. Ќе има и нормално она што го содржи насловот, нели, и многу музика. Значи тоа е замислен, така е замислен првенствениот концепт и тетовските глумци поа, што најверојатно до самиот крај ќе остане истиот. Колку актери ќе учествуваат и можеме и на оваа проба да видиме дека има и од помладата и од повозрастната генерација? Па актери некаде бројката горе-доле се околу 30. Сега генерацијски се интересно вржани. Првенствената замисла беше да сите кои оствариле значителни улоги во театарот, оние кои се долго време во театарот, и нели како во секоја скупина, ајде така да се изразам, така и во оваа се остава простор за младите кои што имале забелешителни улоги, така да бројката некаде околу 30, а инаку возрастната структура, ако земете генерално, каде мислам дека од 19 до кај 73. Што ќе се пее? Претежно се песни добро познати на тетовскиот аудиториум, имаме и од поновите, значи имаме француски теми, имаме евергрини претежно, Балашевиќ неизоставно, не може да се пропушти на ваква манифестација, имаме тетовски песни, сплетот на староградски тетовски песни, имаме добро познати евергрини, Боба Стефановиќ, еве сега она што прво ми доаѓа на памет, имаме опера на самиот почеток, тоа ќе остане едно изненадување за гледачите, имаме Раде Шербеджија и уште многу други. Знаали тетовските глумци да поа? Ние само може да кажеме дека ќе се потрудиме да пееме, а ветуваме добро шоу. Сега нека не биде на одмет, меѓутоа нема да ни замете тетовската публика доколку се откача некој фалш, нели? Сепак ние не сме професионалци, односно не сме луѓе кои знаат да пеат, секој што си пее по дома, ќе пее и тука, најверојатно ќе биде така, меѓутоа имаме луѓе кои што сето тоа ќе го спакуваат еден да звучи, што би рекле другарчињата од Браво Бенд, да има добар саунд. Значи тоа можеме да го ветиме и ќе ветиме прекрасно шоу, прекрасно брилјантно шоу. Лазар Саровски Март е задолжен за тетовскиот стендап, тој е комплетно негов. Освен тоа што ќе ветиме одлична забава, друго останува на тетовската публика да не прими, да пее заедно со нас и да ужива на 26 декември пред празнишно, односно пред новогодишно. Меѓу актерите има и професионални музичари, како што е Бубе. Ви помагали во распејување, со некои совети како подобро да звучи тоа на сцена? Како и на секоја представа, така и на оваа обрнуваме максимално внимание, голема доза на сериозност. Има музичари, да, Бубе е музичар, многу ни помага и Ирек Георгијадис, кој што моментално свири на пијано. Значи се надеваме дека ќе излеземе во добро светло. За музичкиот дел се задолжени и Браво Бенд. Така е. Браво Бенд, одличниот состав на Браво Бенд, петчлената група Браво Бенд ќе ги свири сите композиции освен неколку. Меѓутоа целата доверба им се даде нив, затоа што сакаме да првата манифестација на тетовските глумци поа да стане, кој што патем речено сакаме да стане нели традиционална, им се довери токму нив затоа што се они едни големи професионалци, тоа се сите музичари од академија, ветија дека добро ќе свират, а ние можеме да ветиме дека ќе се потрудиме добро да пееме. Едноставно, ете така, се дружиме, глумци од сите генерации, сите што сме играле до сега горе-доле, последниве 2-13 години се тука на оваа сцена, заедно за да вида нашата тетовска публика да не види во некое друго светло. Кога Саше посака да се консултира со мене за оваа идеја, јас му дадов една голема, не огромна поддршка. Затоа што оваа идеја токму не обедини сите. Глумците, нели секако ние аматери глумци, од најстарата генерација до најмладите кои што учествуваат до денеска. Со ова не само што се зближивме, уште повеќе се запознавме едни со други, си даваме поддршка едни на други, кога еден пее ние сите поддржуваме, така што оваа прекрасна идеја мислам дека ќе им се бендиса и на тетовчаните, на нашата прекрасна публика која што во секој момент не поддржува. Како особено млад актер мене ми представува чест и задоволство што ќе учествувам во овој проект покрај вакви легенди на тетовскиот театар. И сметам дека изборот на композиции кои ние го направивме за оваа манифестација ќе го задоволи вкусот на било кој од публиката.